Она што ние очекуваме е Груевски да го реши проблемот, затоа што тој има апсолутната власт во Македонија. Има двотретинско мнозинство во парламентот, има неоспорен легитимитет за решавање на проблемите, го има председателот во својот десен джеб и ги има сите полуги на власта. Така што до сега требаше да се има некаква идеја што ќе се случува. Исто така очекуваме да не се преговара тајно, затоа што нашите информации говорат дека тајно се преговара, а македонскиот народ воопшто не е известен за тоа што и како ќе се случи. Ќе потстам само на Букурешт од минатата година, кога е отидено да се преговара, односно е прифатено Република Македонија во заграда Скопје. Но тоа не беше соопштено во Македонија, туку во Македонија се правеше драма дека таму во НАТО нас не сакаат, сите не мразат и затоа треба да одиме а во исто време опозицијата во Македонија ги прави проблемите, затоа треба да се оди на предвремени избори. Така што она што е појавно, она што ова власт го соопштува, во многу се разликува од тоа што таа го работи неофицијално и затоа велам дека ние очекуваме да чуеме еднаш да се престане со тајна дипломатија, односно пред целиот народ да се изнесе пакетот што се мисли, како се мисли да се реши овој проблем. Добро, кој е вашиот став околу името? Треба ли да се разговара за тоа или имате поинаков став? Мислам дека треба да се преговара, затоа што моментално таков е светот. 21 век е, принудени сме да живееме во корелација со држави и со други народи. Треба да се преговара, меѓутоа нормално е дека има некои црвени линии од наша страна кои што мора да бидат дефинирани, од кои што не сме да се отстапува. А всушност тоа е она што недостасува постојано. Значи усогласена национална позиција каква што ја имаат и грците. Грците постојано зборуваат дека имаат усогласена позиција и црвена линија од која не отстапуваат кај нас. А обратно, ниту постои црвена линија, ниту постои согласена позиција, така што долги години, 20 години не знаеме за што преговараме. Едно време се преговараше за името, сега се слуша идентитетот, па се слуша уставот, се измешаа многу работи, народот не е упатен и останува во целосна темница. А не е ли најдобро да се прекинат сите преговори затоа што направена е дискриминација во Обединетите нации? Името е избор и природен избор спрема македонскиот народ. И немаме мандат, никој нема мандат да преговара. Точно е дека сме дискриминирани. Македонскиот пример во Обединетите нации е преседан. Точно е дека се наоѓаме во незавидна ситуација, меѓутоа не смееме да покажеме сила и не смееме да настапуваме радикално, затоа што во прашање се поголеми системи во светот. Значи прво станува во прашање Обединетите нации кои што посредуваат во овој разговор, меѓутоа преку Обединетите нации тука се сите големи сили, поточно 5 држави со право на вето кои што го следат овој процес. Значи, мора Македонија да покаже една дипломатска вештина, умешност да ги доведе работите во свој корист со разговори, да ангажира луѓе кои што малку подобро ја разбираат дипломатијата и кои што ќе работат многу поискрено на интересите на државата, а не на тесна група на луѓе. Добро, времето е веќе ни измина. Ако нешто не ве прашавме да сакате вие да додадете? Јас само сакам да благодарам за можноста што ми дадовте да разговарам, односно се обратам до вашите слушатели и да ги поздравам сите македонци во светот каде и да се. Филип, господин Петровски, ви благодариме на овие изворни информации од вашето искуство, од вашето минато и сегашноста. До слушање, се надаваме дека ќе останеме во контакт и натаму заради правилната информација на македонската јавност од сите аспекти на македонското општество. Ви стојам на располагање кога е потребно да се информираат нашинците во Австралија, слободно јавете се. Ви благодариме, до слушање. Благодарам. Почитувани слушатели, разговор водевме со Филип Петровски, магистер на политички науки, а исто така од пред минатата недела заменик председател на Обединети за Македонија. Ни остана уште многу малку време, интервјуто траеше подолго. Се надеваме дека го прифативте онакво како што е, со позитивни и негативни ваши ставови. Интервју е интервју. Неговите видувања се
како што ги кажа и самиот од радиотонот. Да спомниме дека добивме уште $50 од Дончо и Јуле Каневче од Охрид, а исто така $30 од Добре Давидков од Томастеон и $30 од Наумовски Јонче од Милпарк. Голема благодарност и на Blue Star Motors, кој ви нуди, Џорџ Колевски, собственик, кој ви нуди над 1000 коли со висок квалитет, а тие се наоѓаат на 135 број Монтиго Стрит, Саут Мелбурн. Побарајте го Џорџ Колевски, Ѓорѓи Колевски на телефон 9682 0300. Понатаму, почитувани слушатели, имаме неколку соопштенија, да можеме да прочитаме и од нив до крајот на нашата радиопрограма. Културно-метничко друштво Македонка од Спрингвел ќе прави игранка со новите играорци. Игранката ќе се одржи во црковната сала Свети Димитрија на 5.12 со почеток во 7 часот. За повеќе информации кај Кате Стојчевска 0411 765813. Ќе продолжиме со соопштенијата, но да пуштиме една песна. Paşan, uçte